Информација за правилникот за даночното ослободување на даночниот обврзник, кој донирал финансиски средства на спортски субјекти, беше првата тема на дневен ред на која се разговараше денес на состанокот на локалниот економски совет на општина Велес. На состанокот воедно присуствуваа директорите на 4 средни училишта, представници на локалниот економски совет, представник од Агенцијата за вработување и градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски. Поентата на денешната седница е да апелираме, да ја замолиме бизнис заедницата, посебно добростоечките компании од градот, кои се даночни обврзници по основ на данок на добивка, како општествено одговорни компании да го поддржат и помогнат спортот во градот, со тоа што ништо нема да изгубат, туку напротив, повеќе ќе добијат отколку ништо нема да изгубат, а многу ќе добијат, затоа што ќе имаат после тоа призвук на фирми кои се општествено одговорни, кои го поддржуваат спортот во градот, наместо да платат данок на добивка на управата за јавни приходи, односно на државата, дел од тие средства по пат на ваучери да ги донираат за спортските клубови од градот. Знам дека неколку компании тоа веќе го прават и го направија во минатата година. Добро би било кругот на фирмите кои се општествено одговорни, кои сакаат да го поддржуваат спортот, да го прошириме со цел да ги искористиме до максимум ваучерите кои се доделени на спортските клубови од нашиот град. На тој начин во голема мера ќе го помогнеме и ќе го поддржиме спортот во градот. Коцевски смета дека спортот е многу важен за младите категории, за правилен раст и развој на децата и подобро е децата да спортуваат отколку да потпаднат под лоши влијанија. Воедно и да се радуваме со добри резултати на нашите спортски клубови, да се вратат гледачите на трибините и да можеме да уживаме во деновите, кога се организираа спортски надпревари. Председателот на Сојуз на спортови Ангел Љутков соопшти дека сите спортски клубови во град Велес вкупно добиле ваучери од околу 16 милиони денари, односно околу 280.000 евра. Вчера Агенцијата за спорт и млади ги додели спортските ваучери за сите спортски клубови, за спортски здруженија и за индивидуални спортисти за наредната сезона, а резултатите беа земени во обзир од претходната сезона 2018-2019. Јас како председател на Сојузот на спортови после поканата упатив покана до сите клубови кои учествуваа и земаа вакви ваучери со оваа надпреварувачка сезона, се со цел да бидат присутни и да чујат и да пренесат ако имаат нешто на бизнис заедницата, иако индивидуално сите имаат контакти направено со бизнис заедницата во Велес и пошироко во држава, затоа што и минатата сезона и минатата година имавме доделено ваучери, можеби помалку клубови од градот. Спрема податоците кои ни ги доделија и беа јавно објавени од Агенцијата за спорт и млади, вкупно околу 21 клуб во градот Велес оваа надпреварувачка сезона ќе добијат спортски ваучери, односно добија. Љутков воено изјави дека фирмите во градов кои ги дале овие ваучери на велешките спортски клубови би требало да имаат добивка од 560.000 евра, односно 50% плюс од данокот на добивка. Упатуваме еден апел како официјално лице на Сојузот на спортови да го олесниме буџетот и на градот Велес. Не само да го олесниме, него и со средствата кои веќе градот Велес ни ги доделува, да можеме да мрднеме од дното, бидејќи сега во моментов Велес и велешкиот спорт, зборувам за оние големи спортови со топка, се на дното. И вакуум просторот од неколку години кои го имавме со немањето на финансии, немањето на спонзори, не донесе до едно ниво да бидеме второ рангирани или трето рангирани во лигите. Тоа значи играме во вторите лиги, играме во третите лиги, во општинските лиги, со исклучок на фудбалскиот клуб кој има сериозен спонзор и одбојкарскиот клуб кој игра во прва лига. Љутков додаде дека ќе се обидат да го вратат сјаот на спортот во град Велес, каков што беше, доколку општината се погрижи да ги уреди спортските сали и објекти во градов, ќе им даде дополнително олеснување на спортските клубови.